деновиве температурите достигнуваат и до 40 степени, што значи Скопјани трошат многу повеќе вода. Од јавното предпријатие Водовод и канализација со апел за рационално користење на водата. Дел од темите на кои денеска разговарам со раководителот на сектор Водовод Горан Ковчегарски. Добар ден, добро дојдовте во емисијата. Добар ден, добро ве најдов. Поздрав до вас и гледачите на вашата телевизија. Да започнеме со апелот од вашето јавно предпријатие до сите корисници на вода, рационално да се користи водата овие денови, се користи ли рационално? Вака што се однесува до апелите, ние во текот на целата година апелираме до сите наши корисници да трошат рационално водата. Посебно во овој период каде што имаме зголемени температури, самото тоа по себе повлекува и многу поголемо трошење на водата. Би можел како илустрација да кажам дека ако некаде во просек сме трошили околу 280.000 метри кубни во текот на денот, веќе таа бројка надминува преку 340.000 метри кубни во текот на денот, што е значи едно значително зголемување. Како што спомнав, апелираме во секоја пригода, секогаш кога сме на медиуми, се со цел да оставиме доволна количина на вода во системот и сите корисници од нашиот систем да добијат квалитетно и навремено водоснабдување. Се почитуваат ли овие апели, кои што секојдневно и вие споминавте ги упетувате на сите медиуми? Па сега, дали се почитуваат, тоа не можам да кажам со сигурност. Ние се трудиме, како што спомнав, ја користиме секоја прилика, еве и оваа прилика повторно ја користам, да укажам на важноста од рационалното користење на водата, затоа што првенствено таа е наменета за пиење и за употреба во санитарни услови, меѓутоа за домашни потреби. Оние корисници кои што се наоѓаат во повисоките делови од градот, исто така имаат потреба од оваа вода, меѓутоа доколку таа вода заради несовесното и нерационалното користење се одлија, да кажеме, од нашиот систем, тогаш тоа за нас представува проблем да обезбедиме до сите корисници на градот Скопје. И вие спомнавте во најавата дека се користи вода за полевање на тревнати површини, за разладување на бетонски, асфалтни површини, полнење базени, наводнување на најчесто овој период. Да, наводнување на земјоделски површини и перење на возила и така натаму. Уште еднаш повторувам, значи водата е исклучиво за пиење и за санитарни потреби во домашни услови. Дали во овој период е зголемен бројот на дефекти на територија на град Скопје и како работите на терен со оглед препораките на владата? Па со самото тоа што имаме зголемена потрошувачка на вода, го оптеретуваме системот и тоа е причина да имаме појава на поголем број на дефекти, односно бројот на дефекти е зголемен. Ние како сектор, односно сектор Водовод во нашето предпријатие, сме секојдневно присутни на терен, даваме приоритети на оние дефекти кои што се од поголем обем, значи каде што имаме поголеми истекувања, и дефекти кои што во одредена мера прават штети материјални штети во објектите. Во однос на препораките на владата, ние ги почитуваме истите. Во овој изминат период нашите работни активности започнуваат во 6 часот и 30 минути. Се трудиме колку што можеме побрзо да ги завршиме активностите, бидејќи сме, како што спомнавте, изложени на атмосферски влијанија и побрзо да можеме да се прибериме во пунктовите и да ги направиме подготовките веќе за наредниот ден, затоа што, како што спомнав, имаме навистина зголем број на дефекти. Каде да пријавуваат дефекти нашите граѓани? Па дефекти може на повеќе начини да се пријавуваат. Ние имаме контакт центар каде што може значи на бројот 02 30 73 010 во дежурно информативниот центар во нашето предпријатие да пријават. На веб страната исто така може да се пријават дефекти. Оние корисници каде што во близина имаат пункт од нашето предпријатие може таму да појдат и на лице место да го пријават дефектот. Значи, постојат различни начини, постои комуникација исто со градот Скопје, често пати граѓаните пријавуваат и на градот Скопје, па после таа пријава доаѓа и кај нас како предпријатие и на тој начин ние имаме значи информации за појавата на дефектите во текот на целиот ден во, да кажам, реално време. Да, и вие сте постојано на терен. Често се градат и капаците од шахтите, честа појава во Скопје, како се решава овој проблем? За волја на вистината во последниот период таа појава е малку, така да кажеме, намалена, меѓутоа сепак постои. Јас ова би го карактеризирал како еден вандалски чин на одредена група на граѓани кои што сакајќи да
направат одредена материјална корист, дали свесно или несвесно прават штета не само на нашето предпријатие, туку прават штета и на сите корисници. Тоа исто така опасно и по безбедност и здравјето на луѓето, покрај тоа што они ги одземаат тие капаци, ги одземаат капаците на канализацијскиот систем, на водоводниот систем, сливниците исто така, решетките од сливниците. Ние не знаеме каде завршуваат тоа, меѓутоа наша предпоставка е дека истите по некои одредени канали се продаваат како старо железо. И може би тука треба да имаме еден системски пристап за да на некој начин таа група на граѓани се дестимулира, односно демотивира и да нема начин, односно да се пресретнат каналите каде што би можеле тие да ги достават и да остварат одредена материјална корист. Ние како предпријатие сме постојано присутни на терен, онаму каде што ќе забележиме дали оштетување или недостаток на таков капак, веднаш го обновуваме тој капак, се со цел системот да ни биде функционален и да не представува опасност, како што спомнав, по здравјето на луѓето на крај крајава. Со цел да намалиме оваа појава, од неодамна имплементиравме еден систем за заклучување на овие капаци. Тој систем се покаже како функционален и во иднина истиот ќе продолжи да функционира и мислиме дека до некаде и тој ќе има свое влијание, односно ќе го оневозможи крадењето толку често на овие капаци. Ги споменавте вие висококатниците, односно високите зони во центарот во Скопје. Има ли се уште притисок на вода? Често знаеме да се жалиме, сите оние кои што живеат над 6-тиот кат имаат проблеми во текот на летото. Вака, сега јас ова во два дела би го поделил. Високите делови од градот Скопје, каде што ние како предпријатие имаме обврска преку нашите пумпни станици и хидрофорски станици да обезбедиме до одредени коти вода, ние максимално се трудиме како предпријатие да донесеме вода. Меѓутоа, од причина што имаме енормно зголемено потрошувачка на вода, дел од таа вода не успева да дојде до всисниот дел, односно до самите пумпни станици, за да потоа таа се дистрибуира до крајните точки од градот Скопје. Што се однесува до високите објекти, согласно постоечки хидротехнички услови, ние на приклучните места, кога го даваме приклучокот, стрикно детерминираме, значи, кои се параметрите со кои што може да се добие приклучокот. И онаму каде што има услови да иде таа, на пример, вака пластично да кажам, водата да се качи во погорните катови, тоа е стрикно спомнато во самиот водоводен приклучок. Меѓутоа има изгради кои што имаат навистина поголеми висини и тука веќе мора да се иде принудно, односно самите корисници на објектите да инсталираат хидрофорски станици и на тој начин да овозможат дистрибуција на вода до најгорните катови од нивните објекти. Ќе биде ли ово проблем во иднина, затоа што Скопје се гради многу? Има премногу згради? Точно така, ќе биде проблем. Знаеме дека Скопје доживува една градежна експанзија. Нашиот систем веќе ги покажува максимумите на оптеретеност, како што спомнав, значи некаде 340.000 метри кубни во текот на еден ден да се дистрибуира вода во системот е навистина многу. За наша волја и наша среќа, ова хидролошка година ни се погоди добро, значи извориштата, каптажите Рашче 1 и Рашче 2 се во добра кондиција, имаат добра издашност. И затоа може би на некој начин и успеваме и покрај големите температури со максимални напори да успееме колку што е може поголем дел од граѓаните да ги покриеме со квалитетна вода. Меѓутоа, постојат и хидролошки години каде што не е така голема издашноста на извориштата Рашче 1 и Рашче 2 и тоа може да представува значителен проблем. Треба плански да се гради, сите оние инвеститори да бидат во координација со техничкиот сектор од нашето предпријатие, да ги добијат сите информации во однос на хидротехничките параметри кои што можеме ние да ги исполниме во текот на нивните барања и согласно тоа некако и да се проектираат тие објекти и да се внимава. Да, како што иде времето, се потешко и потешко е да се снабдат објектите со квалитетна вода. Каква е состојбата со целосната водоводна мрежа во главниот град и има ли потреба од обновување на цевките? Состојбата е генерално добра, меѓутоа има потреба, точно. Има дел од цевките кои што се постари и повеќе од 40 на години. Нашиот цевоводен систем е некаде преку 1250 километри. Тоа е оној само примарниот и секундарниот дел од водоводната мрежа, без да ги ставиме тука приклучните цевки, кои што исто така ние ги одржуваме.
И ние секаде каде што имаме интензивна појава, значи со поголема фреквенција на дефекти, укажуваме на тоа, во соработка со колегите од технички сектор изготвуваме одредени проекти и правиме реконструкција на водоводната мрежа. Меѓутоа, би сакал исто така да спомнам дека согласно член 11 од Законот за водоснабдување и одведување на урбани и отпадни води, исто така општините имат можност и обврска, да кажеме, на некој начин во одредени делови да прават реконструкција или изградба на нова водоводна мрежа. Скопје пие чиста и квалитетна вода. Ова е прашање кое што секогаш го поставуваме, меѓутоа секогаш треба да потенцираме. Дали е се уште така? Последниот извештај, утринава добивме извештај ние новинарите на мејл дека последниот извештај вели дека токму така Скопје не пијат чиста и бактериолошки исправна вода. Да. Тоа е точно, значи преку секторот за санитарна контрола, во кој што постои акредитирана лабораторија согласно 17025 и каде што исто така тука има одредени повеќе акредитирани методи. Ние правиме секојдневно мониторирање на квалитетот на водата, некаде приближно на 50 мерни места земаме примероци. Ја носиме водата во нашата лабораторија и таму се вршат одредени физички, хемиски и микробиолошки испитувања. Можам да кажам дека повеќе од 50 години параметрите на водата не се променети. Како што знаете, после водата во Виена, ние сме, значи, втора по квалитет согласно оние параметри и карактеристики што има нашата вода. Точно е, можеме да потврдиме дека пиеме многу квалитетна вода, богата со минерали и така да јас препорачувам сите наши граѓани да користат нашата вода, затоа што само ќе имаат бенефит од неа. Да, треба да го чуваме нешто природно. Често ни се случува да си купиме вода во пластична шиша, меѓутоа како што велите и вие, подобро се пие чешма. Да, затоа што водата во контакт со пластиката има сепак некои одредени интеракција, да кажам, и на некој начин, сега да не биде дека ние правиме реклама на нашата вода, меѓутоа јас ќе се задржам на нашиот дел. Ние одговараме за оно што го правиме, значи што го мониторираме во текот на денот и нашата лабораторија цврсто стои позади тие резултати кои што ги даваме секојдневно. Дали можеби се потребни повеќе кампањи, иако вие често апелирате дека пиеме или чиста вода, меѓутоа потребни ли се повеќе кампањи можеби кај помладите генерации? Па, како што спомнавте, имаме ние доволно кампањи, ја користиме секоја прилика да укажеме на бенефитот на нашата вода, меѓутоа има простор да се организираат повеќе кампањи, се со цел да дојде секоја информација до помладата популација и да ги знае бенефитите од користењето на нашата вода. И тука сакам уште да апелираме до нашите гледачи да бидат трпеливи кога ве бараат на вашата телефонска линија, затоа што секогаш излегувате во пресред на граѓаните и секогаш сте присутни на терен. Да, еве, замолница до сите граѓани, чисто како илустрација ќе кажам дека може да се случи во текот на денот да добиеме и преку 70 позиви, значи преку 70 активности поврзани само во делот на водоснабдување, плюс делот на канализација, експлоатација на капацитетите, квалитетот на вода, значи имаме секојдневно многу повици. Ние разбираме дека некогаш можеби граѓаните се нетрпеливи, меѓутоа да ги подсетиме дека работиме во надворешни услови, колегите се изложени на надворешни влијанија, даваат максимално напори, некогаш работиме и цело деноноќие, се со цел да не доведеме некој да биде без водоснабдување. Така. Благодарам многу на одвоеното време. Се гледаме нека наредна прилика. Благодарам.